Нов скандал го тресе градоначалникот на Скопје. Петре Шилегов градел луксузна зграда, ама дивоградба. ВМРО ДПМН објави документи според кои Шилегов на плацот каде се наоѓа неговата семејна куќа изградил 2 ката дивоградба надвор од дозволеното, колку што е предвидено во деталниот урбанистички план. Според портпаролот на партијата Наум Стоилковски, не постоел валиден документ со други параметри кои дозволува дополнителна градба, освен дивоградба и реконструкција на постојаната градба или евентуално нејзино рушење и добивање на одобрение за градење. На семејната зграда во Карпош, Шилегов на диво и додава цели 2 ката. Гради дивоградба за која што нема ниеден основ за дозвола за градба. Шилегов, градоначалник на Скопје, во заминување на место ред во урбаниот хаос, самиот гради дивоградба за своја зграда. Почитувани, ова е изводок од важечкиот дуб за парцелата каде што Шилегов гради дивоградба, можете да го видите и зад мене. Тука стои висина, највисоката кота од 8,8 метри и ништо повеќе од тоа не е легално. Тоа е во висина на соседните куќи. Според дупот, наведено е приземје, 1 кат и поткровје, односно П+1 плюс ПК. Земјиштето се наоѓа на територија на Скопски Карпош, па оттаму надлежна институција за издавање на дозвола за градба, доградба, реконструкција е општина Карпош, секторот за урбанизам, односно градоначалникот на општина Карпош во заминување Стефан Богоев. И додека ВМРО ДПМН обвинува за сторени криминали со дозволи за градење, актуелниот градоначалник Петре Шилегов по 4 години власт не знае колку дивоградби има во Скопје или пак не сака да каже. Пред само неколку дена Шилегов побрза да се оправда пред новинарите дека немал правна можност да реагира во отстранување на дивоградбите. Предмет на легализација се исклучиво објекти за индивидуално станување, значи не станува збор за згради, за хациенди, за вили, туку објекти во кои што се врши примарното живење на граѓаните и исклучиво се тие. Ние како институција немаме правна можност, нити правен основ да влеземе во отстранување на дивоградба. Тоа е нешто што јас кажувам и сега, меѓутоа и во иднина како градоначалник на овој град. Инаку на територија на главниот град од 20 до 30 илјади објекти чекаат одобрение за легализација.